Продолжуваме со емисијата. Повод 8 април, меѓународниот ден на ромите. Сега ќе разговараме со господинот Ашмет Елизовски од Националниот ромски центар. Воочи празникот, воочи денот ќе разговараме за состојбата на ромската заедница во Македонија. Се разбира за проблемите, за сето она што ги засега. Господин Елизовски, добре дојдовте во студио 10. Добар ден, ви благодарам пред се и мислам дека континуитетот на транспарентно, коректно информирање продолжува од вашата телевизија и од останата телевизија, но веќе континуитет за мене, веќе низ годините, не само јас и други мои колеги и граѓани на Македонија, значи, со ромско потекло. И ова е навистина чест задоволство сега пред Меѓународниот ден на ромите, да бидам ваш гостин и воедно и граѓаните на Македонија, а и ромската популација, да се осврнат самите на себе, да кажат што постигнавме од минатиот 8 април до сегашниот. Значи, инаку 8 април е Меѓународен ден за ромите, инаку иницијативата за Македонија, еве ова официјално за прв пат да кажам, дека потекна и амандманот што на високиот законодавен дом во парламентот тогаш кога се донесуваа одлуки за одбележување национални денови на сите конституенти на уставот, значи каде покрај македонскиот, албанскиот, ромскиот, српскиот, влашкиот, турскиот, се даде и за ромите. Токму ние го направивме со колешката, значи и го доставивме по факс. Иако многу луѓе не знае, но меѓутоа имаме документ кој е испратен до собранието, значи и така да задоволство. Но меѓутоа како и да е, ромските политичари тогаш кога само го предложија, нели, убаво е што покрај Македонија Меѓународниот ден на ромите се одбележува и во неколку европски земји, а потекна и инаку од една дебата како од Брисел, од европските институции, така а најповеќе од Советот на Европа, со поддршка на ОПСЕ, но меѓутоа главен фактор и она што го побаравме бевме ние ромите. И јас сум за среќа или како да кажам дел од тој процес. Да, интересно е ова што го спомнавте за уставот, ќе продолжиме се разбира за ромите, но еве да ве прашам во тој контекст, бидејќи сега е дебата за повторно за отварање на преамбулата, за ставање на бугарите во уставот, што мислите за тоа прашање? Значи сега покрај ромите во уставот би влегле и бугарите, но се зборува и за црногорците, хрватите, па и за евреите се спомнуваат. Ќе видиме како ќе биде тоа. Но што мислите за процесот? Па да ви кажам право, ова прашање повеќе време само го дебатираат или одговараат одредени така наречени експерти. Ова е за мене, мислам и за пошироката јавност, како граѓани на Македонија. Јас сум македонец, мислам, но по татко и мајка ром. Значи, уште за време на турската империја, значи, дедо ми живел во градот, во Куманов, теко од Куманов сум. Значи имаме тапи документи каде пишувало и документот се што ги чувам, пишува Македонија. И од тоа време и нам, ако се малку повеќе влезе во читањето, или ако се анализираат од многуте устави на другите држави, па не знам зошто толку едноставно некако се отвара уставот и се дава предлог на измени. Бичи, не е тоа баш толку лесна работа, секоја одредена неколку години да се менуваат и додаваат работи. Но меѓутоа, доколку тоа е за доброто на сите граѓани на Македонија, воредно, меѓутоа, може би, мислам, дека предлогот на што испадна со хрватскиот предлог, хрватскиот модел, да. Да. Мислам дека е така во една добра насока, во една добра релација. Тука не би биле никои исклучени,
или како сите кажам, да се стават. Сите ќе се стават, така да навистина ние сме словенска земја, нели? И мислам и муслимани живеат и мултиетнички концепти, значи и со живот досега бил таков, не бил нешто со лоши секојдневни животни истории, но меѓутоа најдобро и решение е само ако има разбирање, ако има позитивна волја и ако има диалог. А доколку се прават само позиции или се бори за местото на фотелјата на одредени политичари, бидејќи политичарите ја креираат судбината на државата. А државата сме ние, народот. Ние ги, така да кажем, ги наградуваме или ги казуваме само на избори. На друго место неаме можност. Да. Така да, мислам дека премногу се направија непотребни процеси, се потрошија време, се доде до една ситуација која можам да кажам дека е премногу тешка. Можам да кажам дека сите ние живееме на рати од денес за утре, зборам за обичните ние смртници, граѓани на Македонија, и веќе имаме само две класи. Енорно богати и енорно сиромашни. Да. Во поглед на тоа, да ве прашам едно прашање со една доза на самокритика кон нас медиумите, кога зборуваме за ромското прашање, за прашањето на ромите, ми се чини се зборува за него од 8 до 8 април, значи тогаш се актуализира, преку година потоа не се зборува премногу. Потpuno во право се. Мислам дека само ова ми дава една позитивна енергија, дека се уште има професионални новинари кои покрај соствениците на медиумите, дали на локално и национално ниво, ќе продолжат со напорите во медиумите да се дава поголем простор за учеството на ромите, и неку во последните 2 години, ја се навраќа само во последните 2 години, во комплетна изолација сме, бидејќи секојдневно како да сме принудени да гледаме едни исти представници на така наречена есперска елита, кои дискутираат за еднината на сите нас и укажуваат предлози, а после тоа всушност се пренесува само гласот на едната страна на политички блок и на друга страна на политички блок. Меѓутоа, на нас, граѓаните, а сега во овој случај на ромите, мислам дека можеби ова е еден вистински аларм, бидејќи ромските медиуми згасна на национално ниво, не само во Македонија, туку бидејќи да се бавите со медиум не е толку лесна работа, бара многу трошоци за да имате ваш собствен ромски медиум. Меѓутоа, од друга страна, ние имавме новинари кои за жал, меѓу нив и јас, кои за жал поради одредени недоследности, поради кризните ситуации, како што не фати пандемијата и останатото, немаше волја или нема простор за... Сега во моментот имаме, ако не се лажам, го имаме само еден новинар кој е активен и го гледаме. Другите новинари ги нема, имаме тоа по редакции кои се еднаш, два пати, нели неделно или не знам кај, но тоа не е тоа. За да успееме, на нас не треба учество, дискусија, размена на информациите, биќе токму тоа ќе го поврзам. Министерството за политички систем поддржа една наша идеја, во различноста е убавината. И за жал, не, за позитивност и за поздравување, што таа активност всушност во себе носи диалог, согледување и со факти и аргументи да настапите пред
младите генерации, без оглед која нација, вера и поле, за да можете да креираат тие свој собствен став, позиција за својата иднина и иднината на своите пријатели. Добро, кога зборуваме за тие системски решенија, еве на пример имавме декада на ромите. Декада на ромите, тоа беше една цело време еден, да речеме, бомбастично најавуван проект, цело време го слушавме тоа декада на ромите, декада, еве помина декадата, се смени ли нешто? Имаме ли некакво подобрување во стандардот, во образованието, во емансипацијата, во секојдневниот живот? Македонија, уште за времето на екс-Југославија поранешна, па и од периодот на почетокот на независноста, до 2001 пред Охридскиот, па и после Охридскиот рамковен договор, во сите извештаи, а и во настапи, како на политичарите, на обичните граѓани, ромите беа богатство на оваа земја. Или најдобрите амбасадори на Македонија. Јас учествував во многу интернационални собери, од средба со Фидел Кастро, со Джеси Джексон, со многу амбасадори, со актуелниот посредник од Европскиот парламент Борели за сменување, каде токму на 8 април имавме средба со него и разговаравме, но меѓутоа од сето тоа согледав дека многу работи се менуваат не по волја на народот, туку се менуваат по волја на течењето на реката, бидејќи убаво кажа Пантарей, се тече, се менува, но меѓутоа треба да тече во насока за добробит на секого од нас, во секојдневниот живот, не за добробит на политичка елита. И што се смени за ромите? Што се смени? Па токму до тоа сакав да кажам, па беше само една бомбастична иницијатива. Нема ништо сменето. Имаше луѓе кои, како од ромите, не зборам само за нероми, така и ромите, кои у тоа време се поставија како алфа и омега за ромското прашање. Ветува брдо и долини за тој период на таа декада. Меѓутоа, единствено што можеби остана видливо тоа, бидејќи дел сме со неколку активисти, па и политички представници, што успеавме од страна на државата да имаме обезбедено и да тоа во континуитет сега оди. Имаме стипендии кои се за ромските средношколци и студенти. И веќе имаме плејада на интелектуалци кои за жалпа, од друга страна, заминуваат секојдневно. Ние, например, во последната година од Македонија си замина 5 дипломирани доктори, значи, зборам, некаде околу 8 правници, отприлика, а за да не зборуваме за други квалифицирани работници, кои едноставно и после некој ќе каже, ама не, ромите не се работлив народ, бидејќи имаше и таква една информација од една средба со едни високи представници кои прават репорти. Не би сакал да ги споменувам, но меѓутоа за мене разочарување одредена личност која со години работеше и всушност зимаше на името на ромите своји приливи, да каже дека за ромите не треба многу да се грижите, тие се неработлив народ и тие не вредат. И всушност некој направил во последните 2 години, ако сега го споредиме декадата и сега, додека беше декадата, ама додека беа и по старата елита, зборам, почувачи од Фаик Абди, Амди Байрам и останатите сите што поред да не ги споменувам, нека им е лесна земјата, но меѓутоа и меѓу нив и првиот председател Киро Григоров, како и останатите, а меѓу нив за спомнување и Армен Джафери, кој на една висока конференција увиде дека јас наставив, бев помлад, и наставив многу онака, да кажам, не радикално, туку реално, аргументирано. Полн со ентузијазам, да. И тој ме повлече на страна и само кажа, дечко,
И после ја му го кажа, господин Арвин, чест ми е што зборувате со мене, вика, немој да дозволиш што другите дозволија од вас да направат фолклор. Всушност, ние сега во моментот сме еден вид на фолклор за некого, иако нашите амбасадори, да почнам од легендарната Есма, значи, па и сите други, Аки од бендот Парни Ваљак, Джей, нашиот популарен, и останатите кои никогаш не се срамеа да кажат ние сме од Македонија и никогаш не кажуваа нешто негативно, зборам. Инаку јас живеам од јас потекнувам од најмултиетничкиот град во поранешна Југославија и сегашна Македонија, од Куманово, и да ви кажам, никогаш не сум имал проблеми со никого, но меѓутоа повеќе проблеми сега имаме после ова време меѓу нас самите роми, бичи се направи, нели, ситуациите принесуваат вирусот на волјата и мирисот на интересот на фотелјата, мирисот на корупцијата, на парите, да направа да има фамилиарни, а нема конфликтни. У јавност нема конфликтни на интереси. А всушност се фамилиарни врски. Овој ваму, овој наму, зборам и за ромите. И ромите се во таа група. Сега, она од најбитното што го кажавте, со декада и со сите процеси што се направија, јас не видов до денес каде отидоа сите тие големи средства наменити за ромите, од европските фондови почнувајќи, од амбасадите, нели, од странските интернационални донации и очи да дадат. Зошто и после 10 години ние се уште имаме фантоми, сега привремено добија некое решение, ама тоа решение е привремено. Тоа се тие луѓе без документи, што без се документи, добија некои привремени документи и неголемиот поборник, кој сега е во парламент, господјата, беше едно активистки... Зборувате за Љатев Ешиковска? Да, Љатев Ешиковска го покрена ова, имаат и интерпарламентарна, но меѓутоа сето тоа остана само говор и пишано на хартија. Но меѓутоа луѓето немаат еднаков пристап до правдата. Ке треба да чекаат 4 или 5 години за да добијат свој државјанство и да имат еднакви права, а додека останатите кои не знам имаат моќ или не знам, едноставно добиваат пасоши и документи така, како за минута или две. Од друга страна, не знам, пред неколку дена слушав многу работи каде се укажува на тоа дека многу е дадено за ромите. Не, напротив. Се што е дадено или доделено како од странските фондови, така и од домашните, на нивните така наречени експерти. Додека кај ромот, со споредување со декадата, кај ромската заедница стигнуваат многу ситни така наречени трошки од лебот. Има еден термин кога зборуваме за ова, тоа се тие фамозни проекти, нели се тоа некакви проекти, проект за ова, проект за она, и потоа евалуација од тие проекти, но кога ќе видиме ние резултат од тие проекти, резултатот е ништо, нула, речиси. Значи тие доаѓаат, поминуваат, но потоа не се трајни, не останува ништо од нив. И има, дури излезе една кованица, еден израз NGO, NGO-вски начин на работа, кој означува всушност неменување ништо. Можам 50-50 да се сложам. Но меѓутоа, во Македонија, ако направите една анализа и ги видите и направите споредување, кои NGO направија промени и останија белек... Значи, некои има направиле промени? Да. Ке видите и од македонските, и од албанските, и од ромските, и од сите останати, не има некаде 12 до 13 организации. Јас ке спомнам еден проект што е вреден над 4 милиони, или како да кажам, евра. Значи, тоа е проект кој веќе остана во собственост. Се работи за една многу добра иницијатива во времето на 2011 година, зборам за период,
заедно со фондацијата, директно со господинот Ѓорѓ Сорос, кои многу го критикуваат, него го критикуваат, ја нарегувам тоа, но човекот го покрена ромското прашање, значи неговата фондација и нашава тука што беше фондацијата и во партнерство со Хабитат и НРЦ, ние спроведовме и во соработка со Министерството за транспорт и врски и со локалните катастри на општините, успеавме да легализираме над 1500 до 1800, а со тек на процесот, може би бројката денеска стигне и над 3000, 4000 ромски домови, кои наназад 40 години, значи на обстојување и 50, може би и повеќе, нема никаков документ за имотот на таа куќа. И кога ќе се рачуна од тие, да кажем, 2000 ромски домови, и да ги ставите по просек, нели, и да земат кредити или да продадат, сепак тоа е сума што е некаде приближно до 4 милиони. Тоа, значи, направивме проект кој остана во собственост. А ние не вложивме толку средства колку што се доби повратно. Тоа е една страна. Вредност. Да, вредноста. Така да има проекти кои се видиви, но меѓутоа има за жал и донатори кои и кај ни бе вината. Немој да ме сватите погрешно, мислам дека треба се изгуби последната година. Се изгуби вредноста на активизмот во граѓанските организации. Зошто? Од причина што донаторите ви даваат тоа што на ними одговара. Не поддржуваат тоа што всушност е потребно. Тоа што треба. Да, тоа што треба. Тоа се случува и не само кај ромите, мислам дека во целокупното општество и тука неминовно е корупцијата да се појави. Корупцијата е секаде присутна, но меѓутоа мислам дека очетот е најважната алка во системот, поаѓајќи од судството па до најниската алка, тоа е социјалните права, нели, правото на здравство, образование, не знам како и што и да е. И еве на пример еден пример да ви кажам. Денеска доби информација дека во Шпанија има декларации, таму државата во неколку градови даде самата поддршка да им помогне на ромите кои го заборавиле ромскиот јазик да посетуваат семинари и да едноставно историјата да ја прикажат и на сите во Шпанија. Од друга страна, во Европа многу фудбалски познати имиња играат утакмици за намалување на дискриминацијата и расизмот кон ромите. Има, да не ја спомнам сега, Украина има една бројка што никој досега не ја кажал, еве ја ќе ја кажам, дека имаме многу жртви роми, кои сиромашни, кои нема пари да ја напуштат Украина, никој не ги регистрирал, никој не ги пријавил, така за жал изгледа така ќе остане, меѓутоа тие што беа гласноговорници во тоа време, кога беше подобро, Украина многу брзо си заминаа таму, иако имплементатори беа на високи така наречени активности во државата и позиција. Да, во однос на состојбата кај нас, вие го спомнавте и селувањето, спомнавте, сакам да ве прашам во контекст на пописот. Интересна е бројката која се за на пописот, дел од политичари кои ги представуваат да ромите, како Самка Ибраимовски, например, кажаа дека пописот е неточен, дека нема да го признаат и така натаму. Колку беше мислени 35.000 роми излегоа на попис? 40 и нешто. 40 и нешто, иако сите прогнози и анализи покажуваат дека таа бројка треба да биде доста поголема во однос на претходниот попис, ако направиме споредба. Што мислите вие за бројките од пописот? Што покажуваат? Вака во периодот од 1997 до 2005 година, јас со моите колеги, исто работејќи како новинар, имавме една анализа која всушност беше побарана од нашите ромски политичари, без пари, зборам за наша, се работи за нешто за добробит на народот. И беше насловена таа публикација помеѓу фикцијата и реалноста беше насловена.
И јас сум еден од авторите и во анализите се опишени сите населби и бројка на роми низ цела Македонија. У тогашното време ние регистриравме некаде над 135.000 и нешто. Која година е ова се извинам? Зборам 2005 година. И пет. Да, 2005. Меѓутоа, ова што сега бидна со пописот, јас ќе се навратам на претходниот попис кој пропадна. 3 дена пред да се заврши. Да. Тогаш јас бев вклучен со комисиите, со работните тела и 3 дена пред да се заврши пописот, ние излегувавме неофицијално 93, бијќи собирајќи ги податоците од попишувачите, бијќи направивме таква една координирана работа, што во градовите каде немавме кадар едуциран, зимавме од други градови, а и државата, сакам актуелната власт, имаше разбирање и ни помогна така што ги сместувавме во некои ученички домови, попишувачите, и бројката неофицијално у тоа време ни стигна до над 80.000. Сега, ако се вратиме на овој последен попис, излегува дека ниедно ромско дете не се родило. Така излегува. А знаеме реално дека наталитетот кај ромите е поголем. Над просекот. За жал, тоа е зошто некој така го направил, меѓутоа имаше и... А добро, што мислите вие? Што се случи со пописот? Во однос на ромите сега зборувам. Во однос на ромите, мислам, луѓето што беа како актери, што се вклучи од страна на ромите, има вина и кај нив, зашто не излегува, зашто кога учествуваш во нешто. Излегува со аргументи и факти. Јас сум тука со она што го имаме анализирано. Пописот е комплетно некоректен, неисправен. Тоа беше една убава, можеме да кажам, епизода за да се прикаже, биќе ние сите знаеме, во многу села нема луѓе. Од сите националности. А во градовите исто така се празнат. Значи, реално во Македонија сега да се направи реално попис, а се знае, многу лесно сега компјутерските системи, интернет можностите, нели, електрониката, толку се напредни и ние знаеме точно во секунда колку влегуваат, колку излегуваат, колку се тука, колку се надвор. И знаеме се точно колку е процент. Да не се лажеме. Тоа е, значи, статистичка операција е тешка, но меѓутоа е многу поедноставна. Самиот попис сега имаше алатка на вкрстување на податоци од електронските регистри. Тоа не има толку проблем да направат. Еве јас ќе кажам од моја страна, јас не сум овластен да кажам дека пописот не може да е валиден, бидејќи не сум бил овластен ни од парламентот никого да учествувам. Не сте ни политичар, не сте ништо. Да, но меѓутоа можам да кажам дека имаше јавување од граѓани, а имаше и многу од самите роми, кои ни укажа, ни се јавија и едноставно не беа посетени. Никој не дошло кај нив. Сега, зошто не беа посетени? Зошто бројката испадна толку? Во чиј интерес? Сепак се остава на луѓето кои се сега во моментот во законодавниот дом или политичките лидери кои се во коалиција од оваа страна или од она. Зашто и кај нив има одведена вина, бидејќи премногу премолчија или премногу, не знам, некако тивко тоа го пуштија да помине низ водата, а имаме и раководители кои беа вклучени и сега ги нема никаде. Значи, зборам за ромски представници, додека спомнавте, ме вративте на декадата. Знаете што, има една личност, не сакам имиња да кажам, но меѓутоа има една личност, немаше настан во Македонија и во Европа каде што не беше учествувано тој или таа личност. Разбирате? Да. Значи, таа личност беше како алфа и омега. Ама, меѓутоа, убаво беше да се обезбедат стипендии за нивен личен интерес, да се постават во институции, без да се размислува дали е тоа конфликт на интереси. Јас зборам
отворено, позитивно. Значи сега доаѓа едно време каде е потребен диалог. Ние токму сега со оваа активност што ја имаме со поддршката, каде не бевме дискриминирани. Многу луѓе праша зошто од Министерството за политички систем само вашата организација доби. Јас ништо, јас можам викам, а зошто од Европската комисија во Македонија, значи од делегација, всушност, има организации кои константно на секој повик се добитници, а некој што вреди е одбиен. Мислам, или па ако докажете дека има проновера на одредени активности или трошење на средства, ме разбирате, тогаш веќе не си добродојден. Еве, јас ќе кажам искрено, ние имаме и проекти каде треба да покажете ваша партиципација, нели, во проектот, соодветна со средства. Иако како организации немаме профитно, меѓутоа работиме на тоа за да обезбедиме средства, па дури некогаш сме принудени и од нашите лични примања да направиме средства за да го имаме тој износ за давање средства. Еве да кажам, можеби јас сум еден од не знам, последните или предпоследните што досега не останав должен на никого да ја враќам таа непотрошени средства или непризнаени средства, значи, а не личности да кажат, па не сте требале да ги вратите средствата. Требаше, не. Ние еве сега баш со колегите, луѓето кои работат во институциите, зборам за административните кадри, вложуваат такви напори за да стигне информацијата до сите нас граѓаните, но меѓутоа колку е вреднувана, тоа е прашање. И затоа има луѓе кои многу брзо напуштаат позициите и се соодветни професионалци за работа. И тука е всушност она што го кажавте заокружено со пописот, зошто пописот не излезе како што треба. Па можеби не е направена добро плански офат, нели? Не се вклучени стручните лица кои со години работат на статистичка проверка и прибирање податоци. Биќе најтешка работа е да направите статистичка анализа. Да. Добро, вие и самиот кога зборуваме за луѓето кои ги представуваат ромите, вие доаѓате од невладиниот сектор, но на друга страна имаме политиката. Ги спомнавте вие онаа стара гарда, Фајк, Абди, Амди, Байрам, кои за жал не се веќе меѓу нас, но сега имаме една друга генерација на политичари кои ги представуваат, значи Љатиф Ешиковска во собранието пратеничка, го имаме Самка Ибраимовски, да речеме, го имаме Неждет Мустафа, го имаме Курту Дудуш, градоначалник во Шуто Оризари, имаме и други представници. Тие би требало, значи сега да ги артикулираат правата на ромите. Колку добро го прават тоа? Па да ви кажам, од визибилноста токму ќе се навратам само зошто Македонија беше именувана во целиот свет, бичи има уште една поврзаност. 8 април е денот кога за нас респектираниот прв председател Киро Григоров во Обединетите нации се обрати и ние тогаш бевме примени како член независна од тогашна, иако добивме референца ФИРОМ, но меѓутоа бевме примени како членка во ова. И 8 април е и едно позитивен ден, а што се однесува на политичарите, зошто се богати? Па токму таа причина зашто тогаш постарите генерации направија заедно со македонските и немакедонските политичари, и албанци, и срби, и турци, да ја имаме првата ромска општина во светот, која денеска ја имаме. Курту Дудуш со својот тим ја води, управува, сега нормално се соочува со проблеми како и сите, но меѓутоа еве можам да кажам сега за сега има некои таму промени и претходните градоначалници што беа и следните што ќе дојдат како ќе се одвиваат, се работи, но меѓутоа не е само Шуто Оризари ромите. Роми живеат низ цела Македонија во градовите, не живеат во селата.
Меѓутоа, за она што политичарите треба или новата гарда, не знам, треба да има еден респект. Помладите генерации мислат дека доколку знаат англиски и завршиле одредено високо образование, не треба да ги почитуваат по старите. Ние ако гледаме американскиот сенат, тоа има стари луѓе кои се во парламентот, ама вредноста на една нивна анализа од искуството во споредба со така наречени нови, зашто некако под притисок ни се дава се новите, младите. Да, ама млади треба да слушаат. Има еден процес. И да постанеш новинар. Јас кога бев во почетокот на мојата кариера во новинарството, одев, носе вода, слушав како се монтира, како се прават, работевме на DOS програмата, мислам, читавме прилози од списанија, учевме, пишува па не слуша. И сега некој одеднаш вели, јас сум новинар. Да, ама новинар, ама и да си новинар со диплома универзитетска, сепак треба да имате практика во работата. Треба да ја поминете праксата. Праксата. Искуство да добиете. Да, затоа ние имаме еден голем сериозен проблем ромите, зашто многу брзо младите... Мислите дека младите политичари не слушаат? Па младите политичари, за среќа има еден млад политичар во собрание на град Скопје, Ерџан, мислам, ако не се лажам, се вика, имаше неколку предлози за амандмани и во претходниот состав и во сегашниот состав. Значи, ми многу успешни. Значи, има млади, значи има надеж. Има надеж и се надевам дека само со диалог, со позитивна енергија и со респектирање на секого, можеме да креираме респект, бидејќи лојалноста не вреди. Што ако ромите биле целото време на својот живот лојални кон државата? Има една песма "Дали е се во љубовта", нели? Па во љубовта, но меѓутоа дали таа е повратна? Иначе ние сакаме државата, сме горди во оваа држава што живееме, нели? Еве и јас можев да заминам, имав можности, работев многу време и надвор и тука, но меѓутоа сепак треба да се има сенс, треба да се има респект. Значи сите ние заслужуваме пред се довербата и човечноста да се врати. Кога сме кај тоа, како сте задоволен од, да речеме, застапеноста на ромите во јавната администрација, во однос на рамковниот договор, во однос на балансерот за вработување? Има ли доволна застапеност? Па нема, според документите, застапеноста на ромите во јавната администрација е само врз основа на член на политичка партија. Не е врз основа на способност, можност, значи на одреден ром кој не е... Кој навистина вреди. Навистина вреди. Па, Мерит систем. Имавме многу случаеви каде луѓето се декларираат дека се роми, а аплицираат роми, или еден ром аплицира, другите сите се нероми, но меѓутоа го примаат тој што не е ром, а ромот останува незапослен, па затоа заминуваат. Па не само ромите, сите ќе заминат, бијќи вака ако не се најде модул и не се почитува диалогот на човечноста, и ако не ја вратиме довербата, и ако не подобриме условите за живот, бијќи ова сега што го живееме еден вид на гладотија. Верувате дека има луѓе што легнуваат без вечера? Мислам дека ова е сериозна работа. Мислам, мошниците многу брзо ги решаваат своите проблеми. И во судските процеси, значи, и ако треба 5 пати ќе ги вратат предметите и ќе ги испратат, ќе се жалат на уставен. Ова ви го кажувам од тоа што благодарение на Министерството за правда, јас со моите колеги и на Адвокатска комора од 2002 година до сега сме овластено дружение и овластено преку Министерството за правда да даваме бесплатна правна помош за североисточен регион, меѓутоа ромите кај нас се јавуваат од цела Македонија. Значи, во раст е нелојалната конкуренција, во пораст е дискриминацијата која веќе премина во расизам, и тоа не само
од страна на не ромите, туку и меѓу самите роми. Тоа сака да ве прашам токму. Македонија има историја, да речеме, на меѓуетнички проблеми, на меѓуверски, меѓурелигиски проблеми, но многу малку се зборува за расизмот. Има ли расизам? Да, во Македонија расизам има. Еве да ви кажам еден пример. За жал, во Кочани изненаден сум, инаку тоа е град за мене позитивен. Има многу пријатели во Кочани и некако се случуваат процеси кои само ја подигнуваат степенот на расизмот, а во Битола, едно училиште кое е во близина на ромска населба, сега личи како училиште на духови. Бичи учениците ги нема. Не сака да се запишуваат бидејќи тука живеат роми. Сега кажете тоа, ако не е расизам, што е? Да. Добро, Ашмет Елезовски, ни истече времето, разговаравме пред 8 април. Ке се трудиме ние медиумите да ве викаме повеќе, не само за 8 април и во текот на годината. И еве овие проблеми за кои зборуваме, да се обидуваме да одат работите на подобро. Се најдобро, ви благодарам и мислам дека има надеж. Мора да живееме со надеж и мора да сватиме дека ова ни е земјата, друга земја немаме. Македонија е на сите нас. Ви благодарам да завршиме еве и со оваа позитивна порака. Почитувани ви благодарам и на вас. Следевте Студио 10, останете со нашата програма за Бргу на телевизија 24. Почнуваат вестите.